Заштитата на животната средина и исправувањето со предизвиците од климатските промени се меѓу главните приоритети и на владата, но се дел и од агендата НАТО 2030, каде зачувувањето на животната средина се смета за безбедносно прашање од највисок приоритет. Ова се обврски кои мора да се превземат без одлагање, да се испланираат и да се спроведат конкретни мерки за намалување на загадувањето и ние тоа го правиме. На оваа пресконференција ќе го представиме планот на Министерството за одбрана за повисоки еколошки стандарди во одбраната, кој го нарековме екоодбрана. Преку овој проект воведуваме исклучително високи еколошки стандарди кои ќе воведат дополнителен вредностен сегмент на одбраната. Оваа пресконференција ја одржуваме заедно со министерот за животна средина Насер Нуредини и професорот Драган Миновски, кој всушност е автор и ја изработи сеопфатната анализа за зголемување на енергетската ефикасност на објектите на армијата, со што ќе ги намалиме трошоците, но исто така и загадувањето од овие објекти. Со оваа анализа се утврдени и можностите за инсталирање на фотоволтаични електрани низ касарните во државата, што всушност беше основата за изработка на планот за екоодбрана. Накратко ќе се осврнам на планот за екоодбрана, тој ќе се спроведува преку 4 столба. Првиот столб е пренамена на затоплувањето од користење на загадувачки со незагадувачки енергенси. Покрај касарната Илинден, која е гасифицирана, во касарните Страшо Пинџур во Петровец и Боро Менков во Куманово, целосно е завршена потребната инсталација и наскоро двете касарни ќе бидат поврзани со гасовод. Касарната Гоце Делчев, која е во Скопје, е веќе приклучена на скопската дистрибутивна мрежа, а во моментов се работи на приклучување и на последниот објект од оваа касарна. Користењето на незагадувачки од природен газ наместо мазут или екстра лесно гориво за загревање го планираме и за останатите касарни низ државата. Со пренамената на затоплувањето од користење на загадувачки во незагадувачки енергенс, количината на јаглерод диоксид од армиските касарни ќе се скрати за речиси половина. Вториот столб, односно приоритет, е изградба на фотоволтаичните електрани на објектите низ касарните во државата, со план тоа да се заврши до 2024 година. На овој начин, армијата своите потреби за струја ќе ги покрива исклучено од ова сопствено производство. Професорот Миновски подоцна технички ќе кажем нешто повеќе околу оваа анализа, како и веќе изработените дизајни на фотоволтаичните електрани. Морам да нагласам дека она што е очигледно и што е воочливо е дека заштедите на средства наменети за електрична енергија по инсталација на фотоволтаичните електрани се проценети на ниво од над 1 милион евра годишно. Третиот столб или приоритет, кој веќе е во фаза на имплементација, е зголемување на енергетската ефикасност на објектите на армијата. Целосно засега се реновирани 5 големи објекти по стандардите за енергетска ефикасност, што значи заштедена струја и топлинска енергија. Во фаза на целосна реконструкција се 7 објекти, исто така од голем обем, а за 2023 година е планирана реконструкција на најмалку 5 објекти низ сите касарни и за сите единици на армијата. Четвртиот столб, последено не е помалку битен, е столбот на кој се подпира екоодбраната, а тоа е континуирано следење на влијанието на армиските активности врз животната средина. Воспоставената практика во соработка со Универзитетската лабораторија Амбикон на Штипскиот универзитет, со кој беа мониторирани двете големи последователни вежби во 2019 и 2021 година, покажаа дека армиските активности немаат никакво штетно влијание врз животната средина. На ова особено обрнуваме големо внимание и во оваа прилика ќе ми дозволите да се заблагодарам на соработката, одличната соработка со Универзитетската лабораторија Амбикон, чии експерти и годинава поставија мерни инструменти за влијанието од вежбата која се уште во тек, брз одговор 22, врз околината на армискиот полигон Криволак. Резултатите се разбира ги очекуваме по завршување на вежбата и ќе ги споделиме со јавноста. Сосема на крај, почитувани, екоодбраната не е само план на хартија,
Таа е еден од клучните приоритети на сојузничката безбедносна политика, која Министерството за одбрана се обврзува дека ќе ја реализира. Одбраната и армијата се задолжени да го спроведат овој план, кој значи зачувување на животната средина, намалување на загадувањето и заштедата на средствата на граѓаните. Јас сум убедена дека со секој изминат ден ќе ги следиме бенефитите од овој план. Ние започнуваме една убава приказна, почетен патокас на клучните политики и мерки кои се потребни за реализација на екоодбраната. Сите активности и политики на Министерството се така димензионирани за да придонесат за целите на екоодбраната. Ова е задача на нашата генерација. Ова е обврска и за сите институции, а и за секој од нас поединечно како граѓанин. Секој од нас може да придонесе за намалување на штетните влијанија со тоа што ќе се однесува одговорно кон животната средина. Сите ние треба да превземаме одговорност за нашите постапки што се одразуваат на нас, но и на генерациите што следат. На самиот крај, упатувам искрена благодарност и за министерот Нуредини за неговата досегашна соработка и поддршка институционална, но и на професорот Миновски, кој даде многу труд и енергија за да ја изработи оваа навистина сеопфатна анализа, која е корисна за сите нас и за државата, а ние се разбира ќе доследно ќе ја спроведеме. Ви благодарам.